Јајца, смрзнато месо, овошје и пиперки. Ова се дел од работите кои грчките царинарници им ги одземаат на српските туристи. Почетокот на новата туристичка сезона во Грција го одбележа масовното одземање на храна на граница, пишуваат медиумите во Србија. Десетина српски туристи кои минатата недела беа на одмор во Грција се пожалеле дека грчките царинарници им ја одзеле целата храна што ја носеле. До сега, ниту еден македонец се нема пожалено на ваков проблем, но сепак бидете внимателни каква храна носите кога патувате во Грција. Познато е дека голем број од туристите што одат кај јужниот сосед со себе носат големо количество храна поради високите цени во маркетите и во рестораните. Тој тренд сега ќе стане дел од минатото. Грчките служби се повикуваат на законот според кој секоја храна чие потекло не е од Европската унија и не е вакуумирана, имаат право да ја одземат. Слични закони веќе постојат во Црна Гора и во Хрватска. Според законот за храна на Европската унија, дозволено е да внесете само 40 цигари или 50 грама тутун. Овој закон е во сила веќе подолго време во Грција, но финансиската криза изврши притисок врз грците да бараат начин како да ги натераат туристите да трошат повеќе пари за време на нивниот одмор. Почетокот на новата туристичка сезона во Грција го одбележа не само масовното одземање на храна на граница, туку и покачувањето на цените. Неодамна, Грција донесе закон со кој се зголеми данокот на додадена вредност, а со тоа и цените во Грција. Се донесоа даноци за ноќевање во хотели и изнајмени соби, а се зголемија и даноците на дел од производите и услугите. Од 1 јуни ќе се покачат над 40.000 производи и услуги во Грција, меѓу кои и цените на макароните, оризот, брашното, соковите, такси превозот, билетите за јавен превоз, за брод, како и авионските билети.